Соединетите американски држави се заканија дека ќе употребат сила против Северна Кореја, доколку продолжи со своето провокативно однесување и тестирање на опасно оружје. Амбасадорката на САД во Обединетите нации Ники Хејли во Советот за безбедност порача дека ќе биде предложена и нова резолуција со поостри санкции, а последното ракетно тестирање на Пјонгјанг вели дека уште повеќе ја затвора можноста за дипломатско решение на кризата. САД се подготвени да ги искористат сите капацитети за да се одбранат себе и своите сојузници. Една од нашите можности е големата воена сила, и ако мораме ќе ја употребиме, но би преферирале да не одиме во таа насока. Представниците на Русија и Кина се спротивставија на каква била опција за воена интервенција и го повторија нивниот заеднички предлог за истовремено замрзнување на тестирањето на ракети и нуклеарно оружје на Северна Кореја и воените вежби на Јужна Кореја и САД. Против любых заявлений и действий, ведущих к напряжению и обострению противоречий. Ние сме против секој став или акција која може да доведе до ескалација и зацврстување на антагонизмот. Ги повикуваме сите страни да покажат воздржаност наместо провокации и воинствена реторика и да покажат подготвеност за диалог без предуслови. Севернокорејската државна агенција соопшти дека употребата на сила од страна на САД и притисокот кој го врши никогаш нема да успее. Властите во Пјонгјанг порачаат дека доколку американците не ја прекинат непријателската политика, тие никогаш нема да ја стават програмата за развивање на нуклеарно оружје и балистички проектили на преговарачка маса. По последното лансирање на ракета за која се тврди дека има интерконтинентални капацитети, американската и јужнокорејската армија втор ден поред продолжија со спроведување на воени вежби. Тие во Јапонското море, на истата локација каде што следа севернокорејската ракета, тестираа свој балистички проектили и симулираа поморска битка со воени бродови и авиони.